Прво, навистина е прекрасно во ова струмичко предпладне и утро да има еден таков меѓународен надпревар во кошарка на ветерани. Идејата почна кога струмичките ветерани дојдоа кај мене и кажаа дека имаат за цел и идеја да организираат нешто такво. И апсолутно, како општина која што 2022 година е окарактеризирана како година на спортот, со сите инвестиции во спортски сали, во спортски игралишта, на отворено, со сите дотации и трансфери кои што ги правиме до спортските клубови, одржувајќи ги да функционираат, навистина е гордост за мене како градоначалник, но и како граѓанин на општина Струмица. Ова покажува дека спортот ги руши сите бариери што мене навистина ме воздигнува во човечка смисла на зборот и каде ли ќе ни беше крајот ако наместо политичките средби правевме спортски организации. Ќе беше многу полесно. Денеска навивам за Струмица како градоначалник, но навивам и за Бугарија, навивам и за Србија, навивам и за Грција, навивам и за Велес и за Кавадарци, навивам и за Штип. Сите сте ми драги. Јас се извинувам што Битола не ја спомна, викат од кај ти е жената, од таму ти е родата. Така да поддршка за битолчани, се извинувам на привидот. Посакувам што е можно такви повеќе организации и се надам дека овој меѓународен турнир полека но сигурно ќе стане традиција. Како човек, заедно со советниците, ви стоиме на располагање во секој време. Да сте ми живи и здрави.